од самиот почеток на организираната форма на карнавалот ние сме присутни. Значи ние една година досега немаме отстапено, секогаш сме ја негуваме традицијата со најголема љубов и стално учествуваме. Добро, кога ви доаѓа и идејата, кога почнувате за да се подготвувате за Струмичкиот карнавал, за и околу процесот на изработка на маската кој што Струма ја прави? Ние обично при изработката на маската користиме 3 работилници. Значи една е тука каде се украсуваат моделите, од друга работилница се шијат оделата и во третата работилница се изработува алегориското возило. Значи сме поделени во групи. На возилото се исклучиво машки, сега ќе одеме и ние жените да им помогнеме, не ги оставаме сами. Меѓутоа тука не се мешат во работата. Од кога го работите тоа? Колку време ви треба да направите една добра маска? Некогаш и 15 дена, а некогаш и 2 месеца, зависи од маската. Ова година е доста голема маската, повеќе од 1 месец се работи и се надеваме дека ќе ја завршиме. Колку члена ќе настапи годинава Струма, во која категорија ќе биде? Оваа година Струма учествува со 40 учесника, значи секогаш сме во групата од 30 до 50. Ова година стагниравме малку, намаливме од членовите, но пак влегуваме во истата категорија. Иначе маската ни се вика Аманет и е посветена на еден наш член што не напушти. И во негова чест се изработува ова маска, значи ни остава Аманет да продолжиме понатаму. Карнавалската магија нон-стоп е кај вас во вашите вени. Тука е стално. Не запира, дори ни можам да кажам дека и за едната година веќе имаме идеја. Само треба да започнеме со работа наредната година, ако сме за живи и здрави. Па, што да ви кажам, карнавалот е вроден во нашите души. Ние си го сакаме карнавалот, си ја сакаме традицијата од се срце. И затоа се учествуваме во неја и тие моменти, тие 2-3 сата, ние живееме во друг свет. Во една магија што не исполнува, и што да ви кажам, тоа е нешто посебно. Ако не си маскиран, не знаеш што е тоа. Вака, овде во овие простории кои што ни се дадени од Мани сервис, и тоа многу години уназад, секогаш машката група работи, може би повеќе од 2-2,5 месеци, работиме на оваа маска, на овогодишната маска. Инаку, маската е со име за ова година Аманет, кое што ни е оставена како на некој начин и баш Аманет од нашиот поранешен член, Бранко Достинов. Дури идејата ни е нас, оваа маска ја посветуваме на него, како наш член. Инаку, на некој начин тој не обврза како да го негуваме понатаму и како да го сакаме карнавалот. Во негова чест оваа маска, поточно Аманет маската, ја креираме да биде и како символ за карнавал. Кога ќе ја видиме оваа маска, мора да не потсеќа на карнавал. Значи, ние како машки дел од Сдруженијето работиме можеби повеќе тука околу 2 месеца, 2,5 месеци. Големината на маската е некаде 14,5 метри долга, 4,5 метри висока и околу 3,5 до 4 метри широка. Така да ние ги запазуваме тие габарити при движењето, но секоја година сакаме да бидеме по-импозантни и по-представителни. Се надевам дека и други маски ќе продолжат. Се надевам дека и други маски ќе има учесници, така да сакаме да видиме и другите, значи наши колеги како тоа изработиле. Митко, која е таа сила? Ама искрен бил. Која е таа енергија што ве влече овде да се собирате секоја вечер, цели месеци и да приготвувате една вака маска? Тоа прашање многу често го добиваме и од сите пријатели кога ќе не видат така кога изработуваме. Не знам, тоа е некоја сила или љубов према карнавалот што секогаш ние викаме, освен домашните обврски и работните обврски што ги имаме, мораме да одвоиме навечер и време за овде. Тоа е љубов која едноставно или ја имаш или ја немаш. Тоа е желба што сакаш да го направиш. Тоа не може да го добиеш. Сите овие луѓе тука што работат уназад неколку години или новите што доаѓаат, сите тие доаѓаат со љубов и кога ќе дојдат и да работат, не прашуваат дали е тешко или не е. Наоѓаме начин, наоѓаме можности и тоа да биде до крај обезбедено, односно изработено. И за крај што очекувате годинава, дали ќе го привлечете повторно вниманието на публиката, бидејќи ова што го работите, малте не само за 2 часа, 3.
Апсолутно, тоа е најголемата, како да кажем, многу денови работа за 2-3 часа. Најтешкиот дел е кога поминуваме од трасата и кога завршува карнавалот. Затоа што толку кратко трае тоа останува, нели? Останува назад работата и маката што е направена. Што порачуваме? Не што порачуваме, што очекуваме? Очекуваме да се представиме најубаво што можеме на карнавалот. Наградите ќе видиме како жирито ќе ги на крајот одлучи. Сакаме да го представиме карнавалот во најдобро светло, да видат во Струмица каков карнавал има и едноставно сакаме од секоја година подобро и подобро, колку можеме да тоа го, нели, оствариме како карнавалско здружение.